Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Пушти ги луѓето нека зборуваат, живе си го животот. Ова приказна може би сте ја чуле многу пати, може би ниту еднаш, но секако вреди да се слушне и да се извлече поуката која таа ја носи. Си живеел еднаш маж и жена кои имале 12-годишен син и едно магаре. Одлучиле да заминат на патување, да работат и да го запознаат светот и така тргнале на пат. Кога дошле во првото село, луѓето коментирале: "Погледнете го ова невоспитано момче, тоа седи на магарето, додека неговите кутри родители го влечат." Тога жената рекла на својот маж: "Нема да дозволиме луѓето да зборуваат лошо за нашиот син." Мажот го симнал детето од магарето и седнал на него. Кога дошле до друго село, луѓето мрмореле: "Погледнете го ова. Нека се засрами човекот што дозволува неговата жена и неговото дете да го влечат магарето додека тој седи." Тогаш одлучиле дека жената ќе седи на магарето, а мажот и детето да ги држат уздите. Така тие пристигнали во трето село, каде што луѓето повторно коментирале: "Кутар човек, цел ден работел, а неговата жена седнала на магарето. И кутро дете, кој знае што уште го чека со таква мајка." После ова, одлучиле сите тројца да се качат на магарето и продолжиле да патуваат. Кога дошле во следното село, слушнале како луѓето коментираат дека грбот на сиротото магаре ќе пукне од преголема тежина. И тогаш сите тројца одлучиле да се симнат и да пешачат. Кога поминувале ни следното село, не можеле да поверуваат на коментарите од луѓето кои им се смееле: "Видете ги овие три будали, пешачат, а имаат магаре кое што може да ги носи. Зар не би било нормално еден да поштедите од пешачење, а само двајца да пешачат?" Секогаш ќе те критикуваат и ќе зборуваат лошо за тебе, што и да направиш. Тешко е да му удоволиш на сите, а и тешко е да пронедеш личност на која што ќе и бидеш добар, таков како што си. Пушти ги луѓето нека зборуваат. Живеј си го животот. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај, во животот. Срце нека се насмее, Божи дар е овој ден. Секој нека препознае во нас Божи
zadam vidi celiot svet, deka nije Božji deca sme. Ovo je život kako nežno cveće, što se rađa i vene, i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga nagore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen Ponsovera, Isus spasni doađa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den, sekoj neka prepoznaje, vo nas Božja ljubav žive. Mirim dobrom da širi me, Isusa da go sledi me. Zadam vidim celiot svet, vo nas Božja ljubav žive. Pej mu na Isusa, slavi go po sekoj čas. Zadam vidi celiot svet, deka Božji deca nije sme, po nas Božja ljubav žive, po nas Božja ljubav žive. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Отфрлање на Бога. Еднаш поминав неколку седмици поучувајќи на Калифорнискиот универзитет. Во таа прилика бев тутор на еден млад кореански научник по предметот англиски јазик и конверзација. За тој да се ослоботи и за да вежбаме различни теми, разговаравме за многу работи. Еден ден се отвори и прашањето за Бога. Тогаш тој нагло изјави дека не верува во Бога. Тој едноставно не е потребен, рече тој. За да се избегне било каква подолга теолошка расправа, јас признав дека научниците откриле и пронашле многу прекрасни работи.
Тогаш додадов дека чекам да пронајдат само уште една работа, а тоа е семејната куќа. Мало пакување кое би можело да се засади во земја. Потоа, како и вистинското семе, би продолжило да ги користи хранливите материи од земјата, да ја искористува светлината, водата и сите други материи кои му се потребни. Потоа, автоматски би почнало да прави камени ѕидови, да поставува водоводни цевки, електрична мрежа, а кога зградата ќе биде готова, теписи и вградени плакари. Мојот студент ништо не одговори и ние продолживме со вежбањето на изговорот. Но она што сакав тогаш да го нагласам, сакам да го нагласам и сега. Природните чуда на оваа земја толку се сложени и необјасниви, што мора да постои некој кој сето тоа го осмислил, некој кој се грижи за сето тоа. Меѓутоа, многу научници, кога ги опишуваат овие чуда, едноставно го отфрлаат или го занемаруваат Бога. Во биологијата постојат многу чудни изјави. Например, ни се кажува дека австралиската коала има свој отвор или джеб, а отворот е сврте кон доле наместо кон горе, како што е случај со кенгурите. Ваквиот изум очигледно е многу логичен, бидејќи отворот кон горе дефинитивно би сметал на коалата која се качува нагоре и со стомакот се лизга долж стеблата на дрвата. Некои биолози одат толку далеку што зборуваат за мудроста на коалата што еволуирала, односно развила толку интелигентен изум. Слични приметби постојат и во врска со механизмите на опстанок што ги развиле некои други суштества. Значењето би било еднакво на изјавата дека овие животни имале совет кој одлучил каква опашка или какви крила или какви канџи ќе се развиваат на следниот степен од развојот и како тие ќе работат на тоа. Огден Неш, кој е поет и хуморист, еднаш запишал нешто вакво за желките. Желката живее под својот оклоп што добро го сокрива незиниот пол. Колку е мудра таа желка да биде плодна и во една таква тешка ситуација. Се разбира, овде Неш се шегува, но во таа негова шега има и малку разум. Познатиот биолог и есеист Луис Томас мудро и интелигентно го изразува своето чудење на сложеноста и прецизноста на животните системи на земјата. Повеќе од еднаш, тој признава дека зборот случај не може адекватно да опише толку величенствена структура. Но, иако рекол толку многу, тој внимава да не го спомнува Бога како можен одговор и како можно решение. На оние кои го отфрлаат Бога, јас би им рекол дека на Бога не му е потребна нивната вера за тој да постои. Во секој случај, отфрлувањето на Бога не е добро. Човекот исто така би можел да се обиде да го отфрли сонцето, со тоа што врз него ќе фрли снежни грудки. Може би сликата за страшниот старозаветен Бог е таа која со векови ги мачи луѓето. Пред некој ден видов една ознака на која пишуваше Исус доаѓа, но налутен. Многу луѓе сметаат дека живеат пред будното око на суровиот немилосрден Бог и затоа отфрлаат секаква можна логика и продолжуваат да не веруваат во него. Ние можеби немаме право да ги осудуваме поради тоа. Дури и верниците што припаѓаат на различни христијански цркви се уште насликуваат таква слика за Бога, ако не со зборови, тогаш со нивниот смртоносен, незаинтересиран или рамнодушен, нетолерантен дух. Исус од Назарет, кого тие го обожаваат како Бог, никогаш не му открил на светот едно такво битие. Воздигнувајќи ги Божите закони и принципи, Исус во исто време открил татко полн со љубов, дародавец кој се грижи за сето создадено, творец на се што постои. Ако се загледаме во природата без предрасуди, мора да признаеме дека насекаде е присутен елементот на создавање. Иако сите индивидуи и понатаму постојано умираат, животот продолжува зашто закон на тој систем е ниту еден вид да не се изгуби. Би можеле да спомнеме и многу други чуда на опстанок во природата. Пчелите и нивната комуникацијска игра, пеперутките монарси и безбројни птици кои преминуваат илјадници километри без мапа и компас и кои своето знаење за тоа го пренесуваат на идните генерации по пат на гении. Постојат милиони различни примери кои, кога би имале доволно знаење и време, би можеле да ги спомнеме.
Факт е дека Бог не престанува да постои ако ние го отфрлиме. Самиот тој е извор на живот. Тој е живот сам по себе. Голем творец на се што постои. Меѓутоа, не би требало да се плашиме од него само затоа што го бие лош глас. Едноставно да погледнеме на фактите во очи. Исус, на крајот од својот живот на земјата, им рекол на своите ученици дека секој што го видел него, го видел и таткото. Потоа, засилен од авторитетот на оваа изјава, оставил едно големо ветување и голем благослов. Ви оставам мир, рекол тој. Ви го давам мојот мир. Не ви го давам како што го дава светот. Нека не се плаши срцето ваше и да не се бои. Јован, 14 глава, стихови 9 и 27. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата.
Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.